темата денеска звучи вера колку синнипово зрно. Или пак вера како синнипово зрно. Таа е темата. Денеска јас размислав цел ден на таа тема, медитирам и можам да ви кажам, за мене лично има многу нешта од Господ добиено и се молам исто и за тебе, вие што слушате, дека навистина ќе бидете благословени со Словото и со таа тема, под капата на таа тема. Пошто Светото писмо има многу теми, на еден проповед не можеме сите теми да ги преучиме, испроповедеме и разговараме, мислиме и за тоа одеме често пати во Израел министри на разни теми. Но ако една тема се проповеде, тоа не значи дека само тоа е во Светото писмо. Или па дека само во Израел министри само тоа се проповеда. Не, сите теми ние ги изработуваме, размислуваме, проповедаме, учиме, читаме од Словото Божјо, пошто ни треба здрав баланс. Ни треба здрав баланс во се, браќа и сестри. И на тај начин опасно е ако го Словото Божјо селективно учиме и проповедеме. Значи, за тоа е битно сите теми. Оваа вечер е вера колку синнипово зрно. Минатите патишта гледам дека бевте благословени, луѓе имат споделувано. Беше Исусовиот повик. Пред тоа имавме Емаус, патот по Емаус, како Господ Исус имаше средба со 20 ученици таму. И така гледаме во Израел министри, Бог ни дава се разни теми со некоја божествена цел. Верувајте ми, можам многу да ви проповедам, можам многу да ви учам од тоа што знам и што имам примено, но никогаш не се усмелувам самоволно да си направам проповед и да ти кажам, нека оваа биде брзо лесно јас да поминам, нели, од тука нешто во некоја тетрадка имам веќе некој проповед и сега ќе ти го читам тај проповед, нели, и заврших работа. Не. Свежа храна има во Израел министри. Свежа храна. Тоа значи дека и самата јас како проповедник одам кај Господ и барам од Словото Божјо што да дадам. Сега после јас се завршувам мојата работа, а сега на тебе редот ти што ќе направиш со тоа. Се надевам дека ќе слушаш со духовни уши и со отворен ум. И се молам на вистина дека тоа ќе биде на вистина во твојот живот ова вечер. Ќе читаме Евангелие според Матеј, 17 глава, од 14 стих до 21 стих. Тие кои имат Библија, ве замолувам, отворете ја заедно со мене и заедно ќе читаме. Заедно ќе читаме и заедно ќе добиваме учење од Бог и откровение од Бог. Знаете дека јас не можам да ви дадам откровение, браќи и сестри. Светиот Дух е тој што ви дава откровение. Јас можам да ти дадам учење од учителот, тоа што јас имам примерно. А инако откровение на напишеното слово или на живото слово, рема, тоа е Светиот Дух што ти го дава, а ти треба да бидеш отворен и отворена да сакаш да го примаш тоа. Темата овде е наречена Исус ослободува од демони. Но јас титулата имам наречено вера како синнипово зрно, поради таму ќе сме фокусирани после на крајот ќе видиме во таа приказна дека Господ зборува за верата и каква вера. Но ајде ќе читаме заедно. Да видам кој е во живо со нас. Емилија, Дивна, Мира, Божи благослов на сите вас. Боге, пејте нешто таму, да видиме кој е во контакт со нас. И by the way, сакам да ви кажам, исто и на Zoom онлайн сте добродојдени, но знам дека некој не може да се оправа со интернет, како и јас долго време, така да добродојдени и на Zoom онлайн и во живо. Ке читаме од Словото Божјо. Исус ослободува од демони. Кога дојде кај народот, пристапи кон него еден човек, кој падна на колена и рече: Господи, смилувај се,
на мојот син, зашто при нова месечина го напаѓа зол дух и се мачи многу. Често паѓа во оган и често во вода. Го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. А Исус одговори и рече: О, роде, безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И му нареди Исус на демонот и тој излезе од момчето. И тоа оздрави во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исус насаму и му рекоа: Зошто не можевме ние да го истераме? А Исус им рече: Заради вашето безверие, зошто вистина ви велам, ако имате вера, колку симнипово зрно, тоа го веќе стркни, просто скртни во Светото писмо, таму ќе се навратиме после. Ако имате вера, колку симнипово зрно, ќе и речете на оваа планина: премести се од овде таму, и таа ќе се премести. И ништо нема да биде за вас неможно. 21 стих. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. Да се вратиме сега во исторички контекст, што се случува таму. Господ Исус е со неговите ученици. Обично Господ Исус, читаме во Евангелите, оде од градови на градови, од селја на селја, од места на места и ни секаде се проповеда Евангелието, радосната вест, каде секоја една душа може да прима прошка, помирница со живиот Бог, а воедно исцеление на душата или на болестите. Со многу знаци и чуда службата на Господ Исус се манифестира. Гледаме во службата на Господ Исус има знаци, чуда, исцелување, ослободување од демони, да бидам јасна, не ослободување од може нештата по име да ги кажеме, Пошто на денешницата, кога ќе кажеш демони, луѓе дури во црквата се плашат. Дури и луѓето во црквата ги иритира. Дури во црквата не сакат да слушнат за тоа. И за тоа таквите ќе има и демонизирани во црквите. И ги има за жал. Пошто не сакат тоа да го слушнат, а најмалку можеме да кажат тоа е во тогашно време. Тоа е најлесниот начин како да ги избегнеме нештата. Превртија работата, потрупија работата, извади од контекст, направи своја приказна, направи своја вера, односно своја религија, и тогаш можеме лесно да си спиеме. Не, Исус ослободуваше ги луѓето кои беа заробени од демони. Мораме нештата по име да ги кажем. И тука гледаме пак на ново. Исус ослободува од демони. Исус ослободува од демони и исцелува болни од сите разни болести, и таа служба на Господ Исус беше нормална и секојдневна. И сега Господ Исус не го тоа сам правеше сам, туку и неговите ученици, првите негови ученици, ги тренира, ги учи, прво им дава учење, теорија, што би сега наречеле теологија. Прво им дава теорија, после им дава откровение, после им дава духовен авторитет и потоа ги тренира во практика истите нешта учениците Христови да ги прават како тој. И не само тогашно време, туку исто и нас. На денешниот ден. Господ Исус не е физички на земјата, иако тој може да дојде со неговото воскреснато тело исто и на земјата, но сакам да кажам сега во оваа време црквата го има Светиот Дух, Духот на Таткото и на Синот. Значи во Духот ние сега го Господ Исус гледаме, слушаме, познаваме, служиме, чекориме со Него, и во Духот ги правиме нештата заедно со Господ. И на тај начин измеѓу време прочитах едно прашање. Мустава, може да поставаш прашање, напиши ги, но целта не е среди проповеда да давам одговори, брате. Чи можеш слободно да пишеш што сакаш прашање, потоа ќе ти бидат
одговорени. Така да сите нови кои ни се предружуват, да знаете како функционира. Значи, проповедам во една целина, а после може да се напише некој одговор, прашање на одговор. Да се навратам на Словото Божие. Господ Исус, значи, во оваа ситуација, да се вратиме, тој присутен со неговите ученици, нивната визија, нивната пасија, нивната задача ја извршуват, се активни во служба, така да кажеме, и овде доаѓа еден човек со еден проблем, и тоа сериозен проблем со неговиот син. Тој разговара со Господ Исус, оде лично кај Господ Исус во тој момент и си го кажува неговиот проблем на Господ Исус за неговиот син. И оваа вечер сакам да поттикнам некому во верата и надежта во Господ Исус, ако си мајка или татко, родител и имаш проблем со твојот син или односно твојот син има некој проблем, или твојата керка, твоето чедо, прво оваа вечер што сакам да кажам, имај вера и надеж во Господ Исус. Биди и ти како овај човек, родител, кој оде лично кај Господ Исус со проблематиката што ја има неговото чедо. И оваа чедо, неговиот син, овде, бара овај човек милост од Господ и рече: Господи, смилувај се на мојот син. И овде се објаснува сериозниот проблем, зашто при нова месечина го напаѓа зол дух и се мачи многу. Често паѓа во оган и често во вода. Тоа е проблемот на оваа фамилија, може да кажеме. Таткото и синот имат проблем. И тој проблем не е ништо, браќи сестри. Ние често пати многу лесно си читаме од Словото Божие. Али овде читаме, тој е нападнен од зол дух и го мачи многу. И тоа се манифестира во практика, не само во духот што го измачува, демони што можат луѓе да измачуваат, нели, во духот, во душата, во умот на луѓето или во телото, туку овде гледаме дека и тај демон, тој дух манифестира дури и во природното, во животот на овај син, и што му прави? Го често паѓа во оган. Можеш да замислиш твоето дете да паѓа во оган? Страшно. Исто и во вода. Со други зборови, таа е манифестацијата на тој демон. Тоа е мачењето и планот на тој демон во животот на тоа дете, односно да го убие. Пошто кога ќе те фрлото или во оган или во вода, тоа е сака да го убие, сака да го униште. И овај татко овде зборува дека го имаше пред да разговара со Господ Исус на неговиот проблем, пред да бара милост кај Господ Исус, пред тоа тој бил веќе кај учениците на Господ Исус. Да бара и од нив помош. Но во 16 стих читаме: но тие не можеа да го излекуват. И во 17 стих ја читаме реакцијата на таткото кој бараше од учениците помош за неговиот син. Слушайте, браќа и сестри, реакцијата, читајте заедно со мене, реакцијата на Господ Исус од кога таткото е бил кај учениците на Господ Исус и немаше никаков резултат. И реакцијата е, а Исус одговори и рече: о, роден, безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И нели после тоа Господ Исус го ослободува тоа дете,
тој син, од тој демон. Но реакцијата, браќа и сестри, е многу страшна на Господ Исус и многу жална. Испрема учениците во тој контекст. Пошто, видите, учениците Христови го имаа Господ Исус. Учениците беа поучавани, учениците имаа духовен авторитет од Господ Исус добиено, учениците веќе имаа моќта и власта од Господ Исус добиено. Одејте, проповедајте го моето евангелие, положувајте раце на болните да бидат исцелени и истерувајте зли демони. А сега во практика, кога веќе некој доаѓа во таква проблематика, учениците не функционираат од нив тоа. Не манифестираат тоа од нив. Нема полза, нема плод, нема благослов од нив, така да кажем. Жалното на оваа, браќа и сестри, не е само што се така има случајно, и уште реакцијата на Господ Исус која е. И Господ вика: о, роде безверен и развратен. Како што читаме, тоа не е баш комплимент што добија. Господ Исус не им кажа: абе, вие сте луѓе, разбираш, и вие сте луѓе, човечкото во вас делува. Абе, дај, не се секирајте, се е во ред, јас сум нели тука, ќе се среде проблемот. Не, Господ Исус доаѓа со критика. И со зборови кои, верувам, ниеден ученик Христов не би сакал да ги слушне од устата на Господ Исус. Ни тие во таа генерација, ниту па ние. Но сепак мораме и ние да бидеме искрени во оваа генерација. Кога Господ не има нас дадено се и не има подготвено да бидеме негови ученици, да бидеме негови амбасадори на оваа земја, и сега некој дојде кај нас, бара помош, дали да истереме некој демон, или било каква помош, ајде да не ја правам многу комплицирана за некој, многу духовна, некој тера утеха од тебе. Или некој тера некоја подршка, практична помош. Или финансиска помош. Тоа ли, сестро, нема финансиска помош? Не. Дали знаете дека најскржевите луѓе што ги имам сретнено во светот се христијани, за жал? Скржеви за љубов да дадат на друг, внимание, пажна, своето време да го жртвуват, пари да дадат. Не дај Боже да потереш на христијанин пари. Братот и сестрата умире, во болница збираме пари. Абе, некој што бе најголемиот безбожник, милост ќе го фате, жал ќе го фате, ќе даде за некој што е болен. А тој братот и сестрата до тебе што цел живот само Библија чита и побараш помош, тој се врте на другата страна, а вика дека е брат и сестра во Христос. Драги сестри, тоа не само жално, туку е голема срамота. Жално, грешно и голема срамота. Посебно ако се нарекуваме христијани. И луѓето тоа го гледат и слушат околу нас, посебно безбожните, и си викат: беги од тие. Ова вечер ќе се запрашаме, браќа и сестри, дали на вистина ние тоа што го примаме од Господ Исус како ученици негови, теологијата негова, теоријата, учењето, духовниот авторитет, духовни дарови и таленти, се што Господ ни има дадено, благословено, дали ние го пренесуваме сето тоа нешто, почнувајќи на браќата и сестрите, или во светот, пошто Бог не дискриминира, но Бог има ред и редослед. Но дали ние пренесуваме тоа што имаме примено од Господ? Или си го држиме за самите себе? Ако го држиме за самите себе во алчност, во несигурност, во себичност и така натаму, можам само едно нешто да ти кажам. И тоа што го имаш, ќе го изгубиш.
пошто Бог нема да ти додаде благослов одгоре, нема да се умноже, а нито па и ние ќе знаеме како да ги умножуваме благословите Господ што ни ги има дадено и ќе изгубиме се. И видите, тие кои знаат, тие кои не знаат, сега ќе знаат. Кога Бог ме повика да основам фондација за хуманитарна помош на браќа и сестри кои се во потреба, официјално 5 октомври 2011, а пред тоа бев зафатена и неофицијално не преку фондација, туку преку цркви и така натаму. Но моето искуство, браќа и сестри, во минатото имав многу жал за сите сиромашни луѓе. Но сега можам да ти кажам дека сега веќе немам жал за сите сиромашни луѓе. Зошто ли? Пошто прво треба да имаме духовен увид зошто тој човек е сиромах. Знаете зошто најмногу луѓето се сиромашни? Не поради што Бог не може да ги благослови или да нивната ситуација промени. Туку поради што самите луѓе се алчни и љубоморни и злобни и лоши и затоа не добиват повеќе од Бог. Така да, ако сакаме да бидеме и материјално благословени од Господ, тогаш прво размисли дека имаш работа со Господ и дека Господ ќе бара отчет од се што ти има доверено. И се што Бог не нас благословува во било кој контекст е за нас, а у исто време да го пренесеме, дадеме таму каде Бог дава да го дадеме тоа. Или ситуација се креира. Ако имаме духовни дарови и таленти, тогаш треба да ги употребиме. Ако имаме финансиска благослов од Господ, материјално, треба да го употребиме, да го умножиме и да го дадеме таму исто каде треба. Така се граде Божјото царство. Божјото царство не се граде само со библиски стихови на памет, туку библиски стихови во практика, така се граде Божјото. И знаете, браќа и сестри, Господ Исус е многу милостив, многу полн со љубов, но многу добро тебе те прати. Мене ме прати. Како јас и ти мислиме, како јас и ти чувствуваме, како јас и ти зборуваме, како е со нашето срце. Од надвор ние сме сите китка за мирисане, нели, излижени до терени, сите сме духовни, фини, убави, такви, овакви. Но тоа за Господ не го многу фасцинира. Тој го гледа срцето. 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 И тој го престудира твоето срце, моето срце. Го очистува и од време на време знае да каже, ако не сме на една линија, како негови ученици со учителот Исус Христос, ако не сме на една линија со него, долго време, или во опасни нешта, или во битни нешта, немојте да мислите дека Господ Исус е толку милостив, ќе не помилува по главичката и каже, не се секири, не се секири. Луѓето умират околу тебе, ама ти не се секири. Луѓето се болни, гладни, жедни за љубов, за духовност, за било кој контекст. Ти ништо не правиш со тоа, мој ученик Христов, не се секири, ќе те помилува по главата. Не, нашиот Бог не е таков. Нашиот Бог е љубов, али нашиот Бог е исто и праведен Бог за сите нас. А црквата Христова е овде на оваа земја да ги истите нешта прави како Господ Исус што ги правеше. Ова вечер сакам сите ние да се запрашаме. Дали јас и ти како ученик, ученичка Христова стоеме на една линија со учителот Исус Христос? Тој како учи, тој како проповеда, тој како заповедува, тој како што ни има дадено. И дали ние со тоа знаеме да управуваме, да практикуваме и да го пренесеме сето тоа, да го дадеме тоа сето тоа таму каде Бог сака како го.
Со други зборови, дали си канал Божи. Со други зборови, дали си инструмент жив во раците на Господ. Дали си во партнерство со Господ овде на оваа земја. Пошто тогаш можеме тек да кажеме дека сме Божи чеда и ученици Него. Инако другачие не. Ама јас одам на таа црква, јас читам Библија, јас така... Не, по плодот ќе ги препознаеме, али и по плодот мораме и самите себе се препознаеме. Има луѓе, се другите ги препознават. Знаеш, се терат некој друг, нели, да удрат нешто, и се нив ги препознаваме. Дали се вистински апостоли, дали се вистински проповедници, дали се вистински учители, дали се вистински чеда Божи, дај да ги препознаеме. Добро е тоа, но дали си имаш сами од себе изгубено во тоа, дали ти сами од себе веќе се препознаваш, дали си ти ученик, ученичка Христова или не. Секогаш, браќа и сестри, почнува Господ со нас. Прво со нас. Потоа со другите. Овие зборови 17 стих, о роде безверен. Тоа кажуваат неговите ученици, браќа и сестри. Не на безбожните луѓе. Не на тие што јада и пија со него, на тие што чекораа со него, на тие што, пак ќе кажам, има веќе примено од него, се спремени, подготвени, поучавени, тренирани, дресирани, спремени веќе. И овде, оваа ситуација испаднала, тестот, паѓат на тестот. Види, има тест на книга, одеш теологија и испит и имаш 10, и сега си теолог. Но има исто и тест во практика да бидеш ученик Христов. А такви има многу малку, браќи си. Затоа Господ Исус вика, стадо малечко, малечко стадо. О, роде безверен и развратен. И се страшни зборови. И јас се молам да јас и ти не слушаме такви нешта од Господ во нашиот живот. Како негови чеда, како негови ученици. Кога не сме на една линија со него, да се исправиме, да се оправиме, да се покаеме, да се обратиме, да дојдеме на една линија пред тоа да ни го каже. О, роде безверен и развратен. Солени зборови. Тешки зборови. И до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И кога го доведеа Господ Исус, одма беше оваа момче исцелено, читаме во 18 стих. И сега може некој си каже, па јас не сум Исус. Нормално Исус одма право исцелува, одма право ослободува. Ние, учениците, не сме Исус. Да, ние не сме Исус. Но Господ Исус ни го има. Неговиот авторитет даден на нас. Значи, ние сме едно со Него. И можеме истите нешта да ги правиме како Него. Значи, мора нештота да функционират во нашиот живот и во нашата служба како што Господ Исус има кажено или заповедено, или како што очекува од нас. Дали знаеш дека Господ Исус има многу високи очекувања од тебе и од мене? И тие очекувања не се само не лажи, не кради и биди добар човек. Многу повеќе од тоа. Овде ова приказна, читаме подолу, која е блокадата зашто нештата не функционира во службата на учениците. Да исцелуват болните и да го ослободуват. Да ги ослободуват луѓето од демони. Во
Божјото слово читаме за таа блокада. Во 20 стих, а Исус им рече заради вашето безверие. Таа е блокада. Таа е причина. Пошто во 19 стих читаме дека учениците, од кога Господ Исус го имаше момчето исцелено и демонот го има истерено, поради што тој демон беше истерен, демонот беше тој што е таа болест исто предизвикува. И кога демонот напушта, тогаш и болеста напушта. Ако е од демон, морам да кажам. Ако е од демон. Оде право две во едно. Алелуја. Демонот се истера, болеста ја нема веќе, исцелено е момчето, читаме во 18 стих. Оздраве во тој час. А учениците не им беше јасна работа. Зошто тие кога се молеа, зошто кога тие го истерува тој демон, ништо не биде, и го прашуват Господ Исус. И тоа е многу добро од друга страна. Поради што и јас и ти, ако гледаме дека нештата не функционират како што Господ Исус има кажено во Евангелието, или па во службата наша што Господ ни има доверено, дали во приватен живот или во контекст на нашата служба, нештата не функционират, тогаш секупат оди кај Господ Исус да го прашаш: Господе, зошто не функционират нештата кај мене и преку мене? Може би е некоја блокада. И не може би, сигурно е некоја блокада. Но блокадата Господ ќе ја објави. За да можеме таа блокада да ја оттргнеме, па за да функционират нештата. Во овај случај, Господ Исус им дава одговор, вика: заради вашето безверие. Причина, зошто не? Еве ти кажувам зошто не. Немавте вера, ученици мои. Оваа момче таткото го има донесено кај вас, а вие немавте вера. И заради вашето безверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синипово зрно, ќе и речете на оваа планина: преместете се од овде таму. И таа ќе се премести и ништо нема да биде за вас неможно. Драги се, сакам оваа вечер овие стихови од Господ Исус, од неговата уста што се излезени, што се напишени во Евангелието. Сакам овие зборови негови да ги медитираме. Сакам да ги разжвакаме, сакам да станат свое дел во нас, да стане дел во нас. Поради имаме често пати во нашиот живот блокади. Поради тоа често пати не функционират нештата во нашиот живот или во нашите служби, Господ што ни ги има доверено. И често пати и кај нас, во жал, е истата причина. Не мора да живееме во некој голем, страшен, гнасен грев. Не. Туку едноставно немавме жива вера. Немавме вера за тоа нешто што застапувавме за другите или за самите себе. И за тоа не функционира нешто. А ние често пати викаме, после тоа се оправдаме, викам не било времето, или Господ не сакаше. И ја даваме одговорноста на Бог назад. Врнеме ја топката на Него. Сакам денеска да те поттикнам се што Господ Исус учи, заповедува и на нам не учи да правиме во нашиот живот, да ни биде таа голема пасија, да кажеме: тоа го сакам во мојот живот. Сакам сите тие бариери, блокади, незнаени, сакам сето тоа да го надминам, да го победам, да го променам, за да нештата бидат да и амин во мојот живот. Како што Господ Исус има кажено,
Дојде некој демонизиран кај тебе, да можеш да го ослободиш од тој демон. Дојде некој болен кај тебе, да можеме да го исцелиме преку што се молиме на Господ или што положуваме раце, како што вика Господ Исус. И положете моje раце на болните и ќе ви исцелуват. Ами Господе, јас положувам раце, ама не исцелуват. Оди тогаш како и учениците на Господ Исус, прашај го, Господе, зашо не функционират работите кај мене? Зошто не, Господе? Не сакам да потенцирам дека сите мора да имаме дар на исцеление, пример, но целокупно црквата е одговорна од Господ Исус раце да положува врз болните и да бидат исцелени. Има многу разни дарови на исцеление. Има разни болести, но таа е друга тема, но што сакам да кажам. Ако нештото не функционират кај нас и преку нас, како што Господ Исус има заповедено и учено, тогаш мора и ние како учениците тука што читаме да одеме кај Господ Исус и да го прашаме, Боже, што е работата? Тогаш Господ ќе ни даде одговорот на блокадата и со негова помош и таа блокада и ќе ја надминеме. Мора јас и ти сите тие незнаени нешта, разни блокади, разни патрони да ги кршиме во нашиот живот, да се оттргнат од нашиот живот, за да може живата вода во нас и преку нас да тече. Инаку ќе имаме само една смрдлива вода во нас. И тоа ќе им го даваме на луѓето. Нашите огорчувања, нашите таги, нашите страви, ние со тоа ќе сме. И ние тоа ќе му дадеме на светот. А кога Господ Исус вика радосни вести, сега викаш, сестро, па и ние имаме проблеми. Да, знам, драга душо, и ние имаме проблеми. Но за тоа треба и ние секој ден да сме кај Господ. И да Господ нас не усвежува со таа жива вода. А смрдливата вода од нас што иде, да се оттргнува од нас, а да се исполнува со жива, чиста вода и за нас, и за другите околу нас. Што јас и ти нудиме на овај свет, браќа и сестри? Што им нудиме? Што им даваме? Што им правиме? Почнувајќи во црквата Христова, во тој радослед, што им даваш? Што им праваш на луѓето? Запрашај се. Пошто на судниот ден ќе стоиме сите сами пред Господ и ќе дојде поделба помеѓу јагнињата и, како се викаше на наши, помеѓу јагнините, овците и бока, не знам на наши сега како се вика, ованите. Јарен, како? Кози. Кози. Овци. Коза. Да, ќе дојде, значи, поделба помеѓу јагнињата, овците и козите. И кој е скрин тестот на Господ? Кој е овцата, кој е козата? А Господ вика, не тие што вика Господи, Господи, што прават чуда, знаци и пророкува така, вака, туку тие што извршува волјата на мојот Отец. Кога бев гладен, ми даде да јадам. Кога бев во затвор, дојде да ме посетиш. Кога немав облека, ми даде. Нели гледаме, браќи и сестри, дека верата, живата вера е поврзана со добри дела. И не само со добри дела, туку и со духовни дела. Добри дела е едно, да утешуваш, да охрабруваш, да помагаш, те храна, те облека, те болница посета, те затвор посета. Тие се добри дела на основа на љубовта.
али имаме и духовни дела кои Господ заповедува да правиме јас. Вика, оди проповедај го моето евангелие. Тоа е духовно дело. Вика, сведочи. Тоа е духовно дело. Вика, положи ги раците на болните. Тоа е духовно дело. Вика, истеруи демони. Тоа е духовно дело. И тоа е во пакетот што Господ ни го дава да практикуваме овде на оваа земја. Овие ученици добија одговор на нивната блокада, зашто не функционираше нивната доверена служба од Господ Исус. Блокадата им беше вашето безверие. Видите, браќа и сестри. Значи, можеме и ние како вереници во некоја специфична ситуација да се најдеме и да го видиме само проблемот, колку е голем, колку е невозможно за нас, и тамо да закочеме, тамо да останеме и едноставно вера да немаме или верата тотално да ја изгубиме. А токму поради што немаме вера или ја изгубуваме верата, значи безверник, или мала вера, или никаква вера во тој момент, токму тоа е и проблемот, блокадата, зашто не функционира нешто. Дали го разбираме тоа? Значи, нештото не функционира поради што проблемот е многу голем за нас, или проблемот е многу тежок, проблемот е за нас невозможно и за тоа не функционира. Не. Причината зашто не функционира е поради што дарот на верата, што Бог ни ја дава на нас, не ја употребуваме здраво или правилно, или па апсолутно не ја ни употребуваме. Тогаш нештото не функционира како што треба да функционира. И како што Бог очекува од нас да правиме. Па дури и заповедува да правиме. Заради вашето безверие, дозволи ми ова вечер да те прашам како стои со твојата вера помеѓу тебе и Бог. Целокупно или во некоја специфична тешка ситуација. И не зборувам за во минатото, нели, кога бевме херои на верата. Доживеаме толку прекрасни нешта со Бог. Верувам дека сите нешто имаме доживеено со Бог. И што можеме да сведочиме, што може да се охрабреме, што можеме поблиску до Господ да дојдеме, да пораснеме во верата. Али сега зборуваме за сегашност. Црквата често пати зборува за во минатото. Бог така, вака, онака ми направи. А сега последните денови, месеци, недели, не сум ни имал средба веќе со Господ. А камоли па да нешто манифестираше. Дали разбираме, браќа и сестри, дека не е здраво и правилно да се со стари пердови, така да кажам, со стари пердови во сегашноста да се постојано покажеме, манифестираме. Што нема веќе духовен импект во сегашноста. Тоа имаше духовен импект тогаш. Живата вера секогаш е за денеска. Не за вчера, ниту па за утре. Денеска. Денеска живееме преку благодат и денеска живееме преку вера. Ако во тоа се изгубеме, во која хронологија сме, во кое време сме, во минатото дали сме, дали во иднината сме, а во сегашноста не сме, тогаш, браќа и сестри, нештата нема да функционират во нашиот живот. И затоа не функционират. Денеска требаше да имаме вера за нештата што бевме можеби искушевани, нападнени или пак тестирани од Бог. Денеска требаше да имаме вера за нештата за денес. Не за вчера, ниту пак за утре. Денеска. И кога размисламе за таа вера, браќа и сестри, дарот на верата, што очигледно Господ стварно ја бара од нас, па дури и заповедува, значи нема бегане од тоа, по наши кажено,
Не можеме по наш начин, како духовните нешта да ги водиме, управуваме, зачуваме, примаме или па да чекореме со Бог без дарот на верата. Тоа е Божјо правило. Тоа го немам јас измислено или никој друг, туку Бог го тој начин има дадено, заповедено. И пак ќе кажам, нема бегање од тоа. И затоа за нас е многу битно, браќа и сестри, за кога размислуваме за верата, каде стоиме ние со таа вера. И како ја употребуваме верата, дарот на верата во секојдневниот живот. И како стоиме ние со Бог во тоа. И некогаш проблемите можат толку големи да бидат, да не испраплашат, но научи нешто, драга душа. Ниеден проблем не е поголем од Бог. Бог е најголемиот, најсилниот, најмокниот. И нашите проблеми за Бог, можеме да кажеме, се ништо. Пршинка. За нас е, о Боже, погинах ако не ме спасеш, Господе. За нас е, Боже, ова тука изчезнам од планетата, Господе, толку е тешко, толку е силно, толку е премногу за мене, Господе. Но за Бог е ништо. Но што бара Бог од нас? Во тие страдање, во тие мачење, во тие битки на животот, во тие секојдневните практични нешта во нашиот живот, во практика, во нашиот личен живот или во нашата служба, секогаш Бог бара истото како чекореден. А тоа е да употребиш вера во се. Во се. Живата вера, дарот на верата, да стане толку нормално за нас, да ни стане не втора природа, туку прва природа веќе во нас. За да вистина дојдеме на таа линија со Господ. Сега имам веќе тука си на повозранце. Со дарот на верата, што Бог ни ја дава, да дојдеме на една линија со Него и да стане автоматски тоа во нас, во нашиот систем, во нашиот разум, во нашите чувства, во нашите емоции, во нашето размислување, во нашиот говор, во нашето однесување, во нашите дела, дарот на верата, да сме на една линија со Господ. Не Бог тука е, ние некаде тука сме и сега има тука толку луфта, празнина, разни блокади, разни незнања. Тогаш нормално е дека не функционират нештата. Силни повозранци. Ако размислиме, кажеме, Господе, Господе, па многу си строг за нас, Господе. Ти си Бог, ние сме луѓе, мали луѓе, што сме се зависни од Тебе, Господе, и сега кога имаме битки, проблеми, те болести, те демоне, што ли не знам, што ли не може по нас да е. И Господе, многу си тврд, многу си строг, Господе. Зошто не разбираш, Господе? Зошто на некој начин не ослободиш, Господе, од принципот во Твоето царство? Нема Господ тоа да го направи. Туку можеме да размислиме и да разбереме, како и јас денеска што разбрав пак на ново, дека Бог управно не бара многу нешто од нас. Ниту пак Бог бара нешто од нас, ние што не можеме, што не знаеме или што немаме. Бог бара некогаш, но не некогаш. Еве како во дарот на верата, ние мислиме дека треба толку многу голема вера за тој големиот проблем што е пред нас, па може би Господ ќе се смилува и ќе ни помогне. Али тоа е нашата човечка интерпретација. Поради тоа што го гледаме, тоа што го слушаме, тоа што го чувствуваме и тоа што го искусуваме. Уместо, браќа и сестри, да слушнеме Господ што ни вика. Господ знаеш што вика? Имај вера како синопово зрнце. Види, имам зрнце изберено и овие зрнца, браќа и сестри, се поправилно
големи веќе. Види колку се малечки. Види на зум овај. Чекай, како да не го. Види. Сакам добро да разбере. Види колку е малечко. Види колку е малечко. И оваа сорта зрнце поправилно е веќе големо, што ти го покажам. А види колку е мало, малечко. Пошто синиповото зрнце иде од синипово дрво. А тоа зрнце е уште помало од оваа зрнце. Токму тоа Господ Исус го бара од нас и заповедува. Таква големина на вера. Браќи и сестри, таква големина на вера Господ Исус бара да се планините тргнуваат од нас. Значи Господ Исус не е толку тврд, не е толку лош, не е толку невозможното нешто бара од нас, за да достигнеме во Христос тоа што е за нас веќе свршено, преку дарот на вера. Господ Исус вика, имај вера, зашто вистина ви велам, ако имате вера, колку синепово зрно, види го, види го, види го. Толку мала вера, или односно толку голема вера, толкова е големината, што Господ Исус бара од тебе и од мен, и од секој ученик негов. Споредба дава. Господ Исус дава споредба, илустрација преку семето, синоповото зрнце, колку малечко е. За да разбереме јас и ти, каква градација на вера ни е потребна, каква големина на вера ни е потребна, да се тие чуда, знаци, исцелување, ослободување и невозможните нешта во нашиот живот манифестират. Дали разбираме, браќи и сестри, дека јас и ти сме често дури под овој ниво? Доле на овој ниво. Колку мал духовен ниво имаме често пати. И каква мала вера имаме, уште помала од оваа синопово зрнце, и затоа нештата не функционират во нашиот живот. Дори тоа малото нешто Господ ни го има дадено, вера, како синопово зрнце, употреби го тогаш тие нештото што јас и ти очајно ги молиме кај Господ, бараме кај Господ, очекуваме од Господ, па дури имаме право со мали букви поради свршеното дело на Господ Исус, нештата ќе бидат факт во нашиот живот, реалност во нашиот живот, ќе манифестират во нашиот живот, не само во нашиот живот, туку и преку нашиот живот, во секој еден можен контекст, приватно или во нашата служба. Имајте вера колку синипово зрно, ќе и речете на оваа планина, премести се од овде таму и таа ќе се премести. И ништо нема да биде за вас неможно. Тие се зборовите на Господ Исус. Тие мора да ги медитираме. Тие мора да ги графираме во нашиот ум и во нашето срце. А не ние што мислиме, што чувствуваме, што гледаме, по другите што ни кажуваат, па така, па вака, па онака, па човечкото, па демоните одгоре и на крајот никаде не сме. Редот и радоследот, стратегијата Господ што ни ја дава, таа треба да ја практикуваме. Таа да ја веруваме. Таа да ја почитуваме. Таа да ја негуваме. Таа да ја штитиме. Таа да ја со Божја помош пак практикуваме во нашиот живот. Имаш проблем? Ова вечер сакам следното да ти кажам. Имаш некој проблем? Некоја планина пред тебе? Употреби вера како синопово зрнце.
Викаш, сестро, употребувам, ама не функционира. Тогаш не знаеме вероятно како да употребиме. Што учењето на Господ Исус и ветувањето на Господ Исус е, ако го употребеш оваа верата како синепово зрнце, ќе функционира нештото. А ако кај нас не функционира, тогаш пак мора да одиме кај Господ Исус и да кажеме, Господе, која е па сега блокадата? Ето, имам вера како синепово зрнце, но не функционират нешто. Може би има друга блокада, што однаправо во 20 стих, така да кажам, во 20 стих, Господ Исус веќе друга блокада ни објавува. Или одговор ни дава, или стратегија ни дава. Што вика? За планините, вика, прво треба, значи, да имаме вера како синепово зрно, и вика, ќе речете на оваа планина. Планина е секој пат проблем. Секој пат е нешто силно, мокно, нешто што не можеме ние тоа да го промениме. Не можеме ние тоа да го ние од самите себе решиме. Променеме, решиме, помогнеме на самите себе во тоа. Но овде Господ ни дава исто стратегија, вика, и речете на оваа планина. Значи не вика Господ Исус ќе дојдете кај мене и ќе плачете цел ден и ќе молеш како еден просјак, а не како Божјо чедо да се однесуваш и како во новиот идентитет што си и ќе живееш преку благодат и преку тоа свршено дело Господ Исус како што живее, така треба да правиме. И овде не вика Господ Исус ќе плачете цел ден кај мене, ќе кукате цел ден кај мене, цел дека нервен слом не добиеш, Господе, не ми гледаш, Боже, демони, или не знам, болести, или не знам што, какви проблеми може да има, и цел ден ќе цикаме, ќе рикаме, ќе плачеме кај Господ. Господ Исус тоа не го вика. Дека таа е стратегијата. Да јас и ти ги надминеме нештата, победеме нештата, добиеме нештата од Бог. Не, го вика, ќе и речете на оваа планина. Значи ти мора, јас и ти мора да зборуваме на нашата планина, на нашиот проблем. Ако имаш болест, ќе зборуваш на таа болест. Кажеш, болест, исцелена сум преку раните на Господ Исус. Оттргни се од мене во името на Исус. Болест, тоа е да зборуваш на твојата планина. Имаш проблем со демон, нема да плачеме, о Боже, туку го знаеш твојот нов идентитет во Христос, го знаеш твојот духовен авторитет, го употребуваш, секогаш со вера, па дури и како синепово зрнце, и викаш, демон, гледам те, слушам те, чувствувам те, гледам како во мојот живот или во моите сакани покушуваш да навлегуваш, но те стопирам во името на Исус. Гледаш, зборуваш на твојата планина. Имаш финансиски проблем, работа немаш. Така още Господ, ќе плачеш, Боже, 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 ќе ми испадат, имам кредит, немам работа, Боже, дай работа. А има много работа. Има много работа, само кој сака да работи на денешница. Знаеш, има много луѓе, вика сакам работа, ама молам, барам работа, ама молим Господ да не ми дава. Но тоа е друга тема. Што сега ти кажам? Сега стоеш пред твоето црвено море и имаш проблем, финансиски проблем, немаш работа. Што ќе правиш? Ќе плачеш цел ден. Ќе си дома во јурганот, во кевето замотен, во депресија, или ќе станеш со вера како синепово зрнце во твојата уста, во твојот ум, во твоето срце и ќе кажеш, финанси нема проблем за мене, пошто мојот Бог, сето сребро, сето злато е негово, тој има работа за мене, пошто самиот има кажено дека ми заповедува дури да работам. Сатана немаш право да ми крадеш благословот. Покори се на мене во името на Исус, а ти работа, финансиски проблем, оттргни се од мене, а работата ја примам со вера.
Гледаш, ти во твоята молитва, во твоята заедница со Господ, зборуваме од една страна на Бог, кога имаме заедница со Бог, а во исто времено кога Господ нас не тренира за нашиот духовен авторитет да го употребиме, тогаш ние тоа не го извршуваме врз Господ, ниту па го извршуваме врз луѓето, туку го извршуваме врз сатаната и неговите траванти. Нема жена за тебе, нема маж за тебе. Чекаш 30 години, 40 години. И си викаш, Господе, мене ми забрави. Не, Господ те нема забрано. Туку ти мора секој ден живата вера, како синипово здрнце, да употребуваш од твојата уста да излегува прокламација. Тоа е Божиот збор кон Господ, а некогаш и кон сатаната. Але го разбираме тоа, браќи се. Значи тоа синипово зрнце, вера како синипово зрнце може да се разпрстне на многу разни фасети на нашиот живот. И на многу разни начина како да го употребиме тоа синипово зрнце на вера. Како? Читай во Словото Божие, има разни начини. И биди воден и водена од Светиот Дух. Премести се од овде таму и таа ќе се премести. Гледаш дека Господ Исус не вика треба не знам колку денови, месеци, години да се молиме за некој нешто што Господ веќе ги има во Христос за нас. Туку мораме да дојдеме на тој духовен ниво со Господ на една линија. И стварно, браќи и сестри, можам да ви сведочам. Некогаш имам не некогаш, се извинавам, погрешен збор кажав. Имам искусено во службата, кога сум била на една линија со Господ, па Исус мало синипово зрнце, помазано од Свети Дух, неколку реченци и тој големиот проблем има исчезнато. И во мојот живот, и во службата што имам послужувана на луѓе. Ако ќе почнеме ние, луѓето од самите себе да се молиме, да плачеме, да цикаме, да бърнаут, агресија, депресија, па денови, па недели, па месеци, па години и ништо не се променува. Да, ништо не се променува. Пошто не употребуваме Божите алатки, Божите инструменти, Божите оружја, Божите благослови, Божите инструкции како Бог што не учи во неговото царство. Во Божјото царство има Божи правила. Јас и ти да се отепеме плачејки, нема да се променат нештата во нашиот живот, ако не ги практикуваме како што Бог учи и заповедува и очекува од нас. Сакаш твоите нешта да се променат во твојот живот, тогаш имај дури вера како синопово зрнце. И буквално учењето на Господ Исус, верувај го, тренирај го, практикувај го и ќе мора твојата планина да се оттргне. Ќе мора. Оваа синопово зрнце денеска ми станавајќи умилено. И реков на Господ денеска, Боже, не ми дави толку многу голема вера. Очигледно, доволно е да имаме дури вера како синопово зрнце. Со други зборови, малецко, мало. Но, браќа и сестри, знаете, верата, ако не ја насочиме на правилен начин, не ја употребиме на правилен начин, па дури и да имаме голема вера, на крајата ќе тие розовите облаци ќе спласнат и ќе немаме пак ништо. Значи не е до големото, туку е до правилното како го употребуваме или не. Слушни добро. Не е до големата вера, пример. И сега големи нешта ќе се десат. Ако погрешно го употребуваш тоа, пак нема ништо да биде. Со мала вера, како синопово зрнце, а ја правилно употребуваме, имаме многу повеќе резултати отколку голема вера, али не ја употребуваме правилно. Дали разбираме, браќи и сестри, дека за Бог не е проблем и преку малата вера и преку големата вера тој делува.
но ние мора да знаеме правилно како да ја употребиме. Значи, практичен ключ за нас е дали правилно ги употребуваме нештата Бог што ни ги дава или не, а не големината. Ако во правилно нешто ги употребуваме, тогаш и големите нешта ќе функционират, и малите нешта ќе функционират, поради што таа вера, синепово зрнце, поправилно не е чудото што ни го прави. Туку Бог е тој што го прави точно. Или Бог е тој што го тоа возможува. Не е таа зрнцето, верата како синепово зрнце, што го направи чудото. Туку Бог е чудесниот. А верата од наша страна Бог ја бара како мост, како начин како да се од наша страна нештата примат. Дали ме разбирате? Значи не е поради верата и биде добијаме тоа што ни треба, туку поради верата во Бог бидеа нештата. И тука многу луѓе не знаат, и тоа не го знаат, абе имам вера. Ама во кој имаш вера? Во што имаш вера? Во што е? Не, треба така да кажам. Нашата вера, кој е темелот на нашата вера? Се надевам дека апсолутно не се нашите емоции, нашите чувства, нели, што гледаме, па дури што имаме искусувано во минатото со Бог. Се надевам дека ни е јасно дека нашата вера мора да биде основена, темелена во живиот Бог. Во Неговото Слово и Неговото свршено дело за сите нас. Сигурноста на верата не е самата вера, туку верата во живиот Бог. Во Бог, Неговото Слово и воскресението Христос. Значи, кога ќе почнеме ние тоа синеповото зрнце да го употребуваме како вера, тогаш однаправо мораме да го направиме едно со Бог. Однаправо да го направиме едно со Неговото Слово, напишено Слово, и однаправо да го направиме со воскресението или свршеното дело на Господ Исус. Тогаш јас и ти ги доживееме таа манифестација на Светиот Дух. Али го разбираме тоа? Оти многу од нас викаме, абе верувам, ама верувам и во Бог. Ама дали си на една линија со Бог, односно дали на нештото што бараме од Бог, или чекаме на Бог, или не е потребно, дали го имаме правото, дали е планот на Бог, дали е волята на Бог, дали е тоа така напишено во Словото Божјо или не. Тоа е исто многу битно. Значи, и со други зборови, Бог никогаш нема наша молитва да се слуша, ако не е во една линија со Бог. Неговиот карактер, неговиот план, неговото свршено дело на крстот на Голгота и на неговото напишено Слово Божјо. Пошто може да кажеме I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Многу убаво, но јас и ти не можеме да летаме. Тоа не е во нашата природа. Чи не е во волята на Бог, не е во планот на Бог, не е во Словото Божјо. Јас и ти имаме друга природа, не сме птици да литаме. Во авион може да литаме, но станува збор, што сакам да кажам, верата мора да биде реална. На основа на карактерот на Бог, на основа на волята на Бог, на планот на Бог, на Словото Божјо, на свршеното дело. А многу од нас си философираме и си бараме нешто од Бог и сакаме нешто од Бог, како еве I believe I can fly. И сега ќе почнеш да се молиш. Боже, јас верувам дека можам се со тебе. Боже, верувам дека можам да летам со тебе. Да, можеме да молиме цел живот така, но јас и ти нема да добиеме крилца и да прелетаме. Апсолутно не.
Дали разбираме, браќа и сестри, дека нашата вера мора да биде на основа на Бог, Неговото Слово, Неговиот карактер, Неговата воља, Неговиот план, Неговото едно да сме со Него. Тогаш верата функционира. Господе, верувам, ти ќе ми дадеш диаманти, брилјанти, Порше, голема вила. Откаде Господ ти има кажено дека тоа ќе ти го даде? Ако Господ ти има кажено, по рема збор, окей. Но ако самите ние нешто бараме, што Бог никогаш нема кажено, ни во Неговото напишано Слово Божјо, Библијата, нито преку рема зборови, живи зборови, лично во духот, тогаш едноставно немаме право. Тогаш бараме дури од Бог невозможни нешта. Викаш, сестро, нели кај Бог е се можно? Как, нели, кај Бог се можно? Да, се можно, од Неговот запамни, кај Бог е се можно, за тие кои веруваат. Но на основа на Неговата воља, Неговиот план, Неговиот карактер, Неговото Слово, Неговото свршено дело. Значи имаме кадар, браќа и сестри. И многу браќа и сестри се разочарени, пошто ги имат многу филмови гледано. Холивуд филмови. После се разочараме. Пошто имаме друга слика за Бог. Имаме други очекувања од Бог. И се е матно, и се е нејасно, и на крајот никаде не сме, нито пак нашите проблеми се решават. Верата, дарот на верата Бог што има дадено на човекот и на Неговата црква, знае дека ѓавот секогаш ќе покушува или да ти го откраде тоа, или да те збрка со плаги, незнаени, фрустрации, за да не знаеш на крајот како тоа нешто функционира, па за да нештото за тебе не функционира. Затоа, труди се секогаш како првите ученици, нештото не функционират. Читаш во Словото Божјо така, вака, онака, но кај тебе не функционира. Оди кај Господ Исус, прашај го, Господе, што се случува во мојот живот? Господе, смилувај се, дади учење, дади откровение, Господе, да разберам, Боже мој. Зошто не функционират нештото така? Бог ќе даде откровение, браќа и сестри. А може би си на линија во Христос и се уште тоа го немаш нештото што го молиш Бог. Тогаш може би си во чекалната на Бог, брате мој. Тогаш си може би, сестро моја, во чекалната на Бог. Пошто не е така, нели сега имаме жива вера, притиснеме на копче некое и во името на Исус се молиме на Бог. Отецот и право Бог од небото поднаа тие духовните благослови право преку една ног, еви ги сите тука. И така не функционират нештата, браќа. Животот оде паралелно во сите тие нешта и Господ паралелно на нас благословува. И се во Негово време. Се во Негово време. Има Бог Негово време. И затоа е многу важно, кога размислуваме на такви теми, Негова воља, Негов план, од другата страна ние со дарот на верата треба да ја употребиме, да работиме со тоа. Мораме исто и времето да го знаеме. Инаку може би си на една линија, конечно, сите блокади се средени и сега си на една линија и сега па чекаш и па нема. И дигнеш раце, се разочараш, се изфрустрираш. Не, браќа и сестри, некој пат мора да чекаме во чекалната. Некогаш прерано може би ние мислиме дека сме спремени за брак, но Бог мисле, се уште не, чекај. Може би прерано мислиме дека сме спремни за таа функција, таа работа, но Господ вика не, чекај. Може би не сме уште спремени да одиме да го проповедаме Евангелието, да го Божјото царство споделиме на сите, да го дадеме, да го манифестираме, да Божјото царство преку нас манифестира. Чекај. Треба ти прво душевно да си исцелен, треба духовно да си ослободен, треба во теологијата здраво да си изграден, треба време, чекај. Не можеш право на амвоно да застанеш во црквата. Да, ама јас имам повик. Да, имаш, но треба време да биде. Значи, кога дури на една линија со Господ, конечно, тогаш исто сме поврзени и со времето на нештота што го молеме
чекаме, бараме. И праша го Господ, Господе, дали сум на време со тебе? Ако си на време, тогаш чекај на Бог. Знај дека Бог никогаш не е прерано, нито па прекасно во нашиот живот. И тука доаѓаме до таа станица на нашиот живот да имаме доверба во Бог. Имаме доверба, не само вера, туку да имаме доверба. Тој има тоталната контрола во мојот живот, а јас си свиркам. Ама дозврне, но јас пак си свиркам. Ама грме во мојот живот. Па можеш да си свиркаш. Болен сум, па може да си свиркаш, пошто ти продолжуваш да живееш. Дали не разбираш? Тогаш ние не стагнираме, не се повлечуваме, не се деактивираме да живееме кога сме во чекалната на Бог. Туку продолжуваме да се доградуваме, да растеме, да функционираме додека сме во чекалната за нештата што го Бог може. И тук негогаш одеднаш дојдат нештата во нашиот живот и си викаш фала му на Господ. Еве, фала му дојде. Ни треба, браќи и сестри, здраво учење за верата. Како верата функционира и како не функционира. Исто што сакам да кажам е оваа вечер дека Господ на сите нас, исто и на мен, сака да не поттикне да порастеме во нашата лична вера во Него. Иако има разни духовни градации на тоа, но тоа синоповото зрнце, Господ што прави споредба колку голема треба нашата вера да е за нештата во нашиот живот. Да мора да функционира. Што Бог има ветува во Неговото. Во тоа што сме наследници во Христос. Во тоа Христос што има помрено и воскресено за тоа. За сите тие нешта јас и тие имаме право. Тоа не е арогантност. Тоа не е бруталност. Тоа не е гордост. Туку тоа е, јас знам кој е мојот Бог и знам јас која сум во Него. Сина по возрнце. Ова вечер, браќа и сестри, се надевам дека си со нешто благословен. А најмногу дека сме поттикнени од Господ ова вечер да сите ние зграбеме синоповото зрнце, таа големина на таа вера, еве дури падна, да употребиме секој дневно во нашиот живот. Учи се во тоа. Тренирај се во тоа. Секогаш оди кај Господ назад. Праши го Господе, објави, поучи, зошто Боже не функционира. Кои првите ученици, Господ и тебе и мене ќе ни даде откровение. Но не дај Боже, постојано да слушаме од Господ, о роде безверен и развратен. До кога да ве трпам? Пошто ако Господ веќе во нешто не има веќе учено, во теорија, или нешто не има веќе дадено откровение, и не има веќе се дадено и направено, а ние пак се тоа па во тој сиклус на пораз, на незнаење, на мрзливост, на непослушност, на незнаење, на збрканост, на заслепеност. Ајде, браќи и сестри, тој сиклус да го напуштиме. Ајде да го напуштиме. Ајде да се префрлеме, токму како што читаме во Колосјани 2 глава 15 стих, ние сме преселени веќе од царството на темнината, сме преселени во царството на светлината. Сме преселени од царството на темнината во царството на светлината. Преселени од царството на сатаната во царството на Господ Исус. Ти и јас сме удел во Божјото царство. Божјото царство е во тебе. И во Божјото царство да ги учиме принципите, стратегиите, практичните клучеви,
Господ што ни ги дава, за да сите врати во името на Исус се отворат во нашиот живот. И мора да се отворат. Тренирај се. Сакам заедно да завршиме со молитва. Дали си млад во верата или стар во верата, да се вратиме со таа детска доверба кај Господ Исус. Да се покориме пак на ново кај Господ, да му се предадеме пак на ново и да се испразнеме од самите себе, од своето јас и да почнеме одново на начинот како Господ Исус што не учи. И сите тие наши погрешни изградени темели да се срушат во името на Исус во нашиот живот. Да градеме на нашата карпа Господ Исус. Да градеме на Неговиот збор. Да градеме на Неговите ветување и наследства. Дигни во твојот глас заедно со мене пред престолот на благодатта. Со вера, како сино по возрнце. Еве го. И ќе го покажам пак. Бог не бара многу нешто од нас. Не ја комплицирај работата, пошто не е комплексна. За нас е комплексна. За Бог не е. Тој бара дар на вера, што самиот дар на вера веќе ни има дадено. Тој ти дава дар на вера. Дури тоа, тој ни го има дадено. Јас и ти не си дадеме дар на вера. Нито па ти си даде дар на вера на самиот. Бог ти даде дар на вера. Значи ти имаш потенцијал во тебе да имаш дар на вера. Имаш вера. Но употребувај ја секој ден. Али на правилен начин. Инаку нема да функционира. Бидеш само разочаран, изфрустриран, хаотичен, пораз, нема ништо да функционира. Што не го употребуваш правилно. Употреби правилно. Да го дигнам оваа сина по возрнце, да го гледаме сите, физиуално и во духот. И да употребиме сега твојот проблем што е пред тебе. Твојата планина што е пред тебе. Твојата потреба што ја имаш од Бог. Стани во духот со мен и да се молеме во вера, со вера, како сина по возрнце. И ќе се молиме заедно. За сите тие тешки, комплексни планини пред нас, за да се преместат во името на Исус. Амин. Стани со мене во духот и ќе се молиме. Земи го твојот проблем, твојата битка, твојата потреба, твојата мака, твојата комплексна ситуација, заедно одиме сега пред престолот на Бог. И кај сите нас е различно. Може би имаш само еден проблем, другиот може би има 10 проблеми, едниот има може би една потреба, другиот има може би 10 потреби, не е битно. Битно е да одеме на правилна адреса. А тоа е Бог. Битно е да одеме со правилен пристап. А тоа е со вера. Во Бог. Во Неговото Слово и Неговото свршено дело. А градацијата на нашата вера, Господ Исус дури учи дека и како сино по возрнце е доволно да се нашите планини поднесат. Така да, дигни ги раците кон престолот на благодатта заедно со мене за твојата специфична проблематика, за твојата специфична потреба, за твојата специфична планина што стоја пред тебе и заедно да се молиме и заедно да се учиме дарот на верата да ја употребиме. Моли се по мене. Небесен Татко, те благодариме, Господе, за Твојот возлюбен Син Исус Христос, да сите наши благослови се во Христос. Фала Ти, Господе Исусе Христ, што Ти имаш се возможено за нас. Се
се што ни е потребно, Господи. Се што ни е потребно. Прошка, исцеление, спасение, ослободување, благослов, штит, водство, било каква потреба, било каков проблем, во Тебе, Господе, е решењето. Во Тебе е одговорот. Во Тебе е, Господе, се што ни е потребно. И, Господе, не сакаме, Господе, да слушнеме, Боже, дека сме безверен народ и развратен народ. Сакаме, Господе, да се покаеме, обратиме, ако е тоа присутно во нашиот живот. Господе, сакаме, Боже, да бидеме Твои чеда и Твои ученици на една линија со Тебе, Господе. Во духот да сме едно со Тебе. И да ги учиме и примаме нештата на основа на Твојата волја, Твојот план, Твоето слово напишено, Господе. Боже, помогни ни во сите тие нешта, Господе. Боже, подигни не, Господе, на следниот духовен ниво, Господе, каде ќе сме чеда Твои, кои го знаат новиот идентитет во Христос, кои делуват, кои се понашат, однесуват во нивниот идентитет во Христос, кои исто го духовниот авторитет, што Ти ни го имаш дадено, што го употребуваме, Господе. Над секоја една ситуација, над секој еден напад врз нашиот живот, да употребиме тој духовен авторитет не врз луѓе, туку врз демоните, тие поразни духовни непријатели што имаме постојано битка. Господе, Ти благодариме, имаме синопово зрнце, Господе, сега во нашата уста, Господе, во нашето срце, во нашиот ум, во целото наше човечко, Господе. И исто, Боже, читаме и учиме, Господе, и веруваме на исти начин, како што читаме во Евангелието според Матеј, 17 глава, 20 стих, дека на нашите планини, Господе, им заповедуваме по Твоето име, Господе Исусе, да овие планини кои стоят пред нас, да се оттргнат во името на Исус Христос, да се подместат во името на Исус Христос. Секоја една планина, секој еден проблем, секој еден духовен напад, секоја една духовна блокада, се што иде од непријателот против нас, рушеме во името на Исус Христос, истераме во името на Исус Христос, блокираме во името на Исус Христос, поради што немаш, Сатано, никаква права врз нас и нашите сакани, поради што сме Божи, поради што сме купени и платени со крвта на Божјото јагне. Господе, секоја една потреба, дали кој за маж, кој за жена, кој за финанси, плата, кој за исцеление, кој за ослободување, Господе, со зборови од Твоето слово, Господе, заповедуваме, Господе, во името на Исус Христос, оваа планина да се оттргне од нас, оваа да се подместе од нас. И тоа, Господе, сега со вера, Господе, како се нипово зрнце, Господе, се учиме, тренираме својата помош, Господе, да навистина доживееме тој Твој благодат, Господе, да навистина доживееме, Господе, дека не е до нашата вера, туку до Тебе е, Господе, до Тебе е, Исусе Христе, поради што Ти си силниот и се мокниот, но ни даваш вера, преку таа вера, Господе, да можеме да дојдеме кај Тебе и да богоугодно, Господе, можеме да застапеме, Господе, и да живееме. Боже мој, благослови го Твојот народ, Господе, со победа, Господе, во сите тие битки на животот. Благослови го Твојот народ, Господе, со Твоето спасение, Боже. Помогни ни, Господе, принципите, правилата во Твоето царство да ги сознаеме и да ги практикуваме со Твоја помош, Господе. Така, браќа и сестри, оваа синопово зрнце, вера како синопово зрнце, да биде дел во Твојот живот, секој ден во Твојот живот. Прокламирам во името на Господ Исус, да биде тоа дел во Твојот живот, во сите подрачје Твои,
во сите потреби, во сите прашања, во сите битки, во сите неволи, во сите планини пред Тебе. Да Господ во овој момент ти даде дар на вера како синупово зрнце. И да знаеш како да го употребиш. Да знаеш како функционира. За слава и честна. Да Христос делува во твојот живот. Да Христос те благослови со живот и изобилие. Во името на Господ Исус. Фала ти, Господе, за новите шанси, Боже. Фала ти, Боже, што сите нас не подигаш нагоре да одиме, од слава на слава, Господе, од победа на победа. Фала ти, Боже, што не наоѓаш таму каде сме и ни пружиш рака, Господе, и не вадиш од таму, Господе. И секој еден циклус на пораз, циклус на деактивирање, циклус на одење назад, да биде стопирано во името на Исус Христос во твојот живот и твоето потомство. Туку да животот и изобилието, Господ, што го дава на тебе и на твоето потомство да биде твој дел во името на Исус. Се што Бог има кажено за тебе, се што Господ има заповедено на тебе, нека биде, Господе, во нашиот живот. Боже, помогни ни, Господе, на нас, на нашите сакани, браќа и сестри, Господе, кои се борат, Господе, кои се измачуват. Боже, ослободи ги. Боже, те молиме, Господе, со вера, како синупово зрнце, Господе. Да сите планини се оттргнат во нашите животи, на нашите сакани. Сите тие кои барат молитва од нас, сите тие кои барат нешто од нас, што ние од самите себе не можеме да им дадеме, или да им направиме, или да им помогнеме. Но ги носиме кај Тебе, Господ. Ги носиме кај Тебе сега и се молиме за нив, Господ. Со вера како синупово зрнце. Да нивните планини се оттргнат во името на Исус Христос. Халелуја. Фала ти, Боже. Фала ти, Господ. За се што имаш направено за сите нас на крстот на Голгота. Преку таа свршено дело Твое, Господе, да живееме и да управуваме се што сме и се што имаме. Ти благодариме, Господе. Така, браќа и сестри, тие кои сте во живо, а исто и на Zoom онлайн, ве благословувам во името на Господ Исус. Ве благословувам во името на Господ Исус. И се молам да денеска што имаш слушнето, да Бог ти помогне во тоа. Да Бог го направи тоа едно, да е дел во твојот живот, за да навистина и доживееме како првите ученици тоа што е потребно и за нас, и за луѓето околу нас, да можеме да бидеме благословени и да бидеме на благослов, да бидеме благословени и да бидеме на благослов таму каде Господ ни има поставено во името на Исус. Така Господ Исус, благодатта Него да биде со вас, љубовта на Отецот да биде со вас, другарството, пријателството на Светиот Дух биде со вас и е со вас. И затоа научи се да имаш дружба со Светиот Дух. Научи се да имаш комуникација со Светиот Дух. Кога чистеш, кога возиш кола, кога готвиш, кога работеш, кога си таму, кога си онаму, знај дека Светиот Дух е со тебе. Дека Бог е со тебе. Имануел, Бог со тебе. И тренирај се твојот ум да разбере Господ што сака да ти каже. Тренирај се да ги видиш нештата Господ што сака да ти ги покаже. Тренирај се да ги слушнеш нештата Господ што сака да ти ги каже. Биди осетлив, внимателен, чувствителен и со поштовање кон Светиот Дух, кога е со тебе, кога е во тебе. И не разочаравај го. И не изминувај го. Почитавај го, сакај го. Слушај го. Кога го слушаш Светиот Дух, има живот, има благослов, има духовна покривка, божествена во твојот живот. Така нека Светиот Дух те води, нека Светиот Дух ти проповедува, нека Светиот Дух те учи, зборува зборови на живот, на вера,
надеж и љубов. Така бидете ми сите благословени во името на Господ Исус. Амин.